Дзиври пижами и подкушула се честа примена кај штипјени за да се чувствуваат топло во ледената зима. И додека од една страна топлиот напиток е дефиниција за затоплување на човековото тело, од друга страна облеката е таа која го спречува студот да навлезе во него. Граѓаните велат дека практикувањето на ваквите елементи за време зимен период е добра опција, која тие практикуваат многу често во својата старост. Како не носам ја во парот зиври носам, па тие не носам. Држат ли топло? Како не држат топло? Од време ли си носите така? Јас си од време носам. Како не е добро дечко, дуне северо. Јас со чорапи спијам. Посебни чорапи, чисти чорапи највеќе облечувам, не се ливнувам. Па не ми стигнат со чорапи, ја покриен сум, ама сега навика, кога млад кој веќе кој вас. Тогава и без чорапи, и со отворен џан спиеме. Се се носа. Ден денес? Ладно е. Годинките си синко. Не е само до младоски трчиш натка навък, ама какви најде? Ще е по-ефтино. Да те кажем реално, ще е по-ефтино това се вземе. Ама обавезно носите? Носим. По 5 години съм, не съм... Носам. Мора да носам. Јас сум стара. Не. Ванени чорапи од деките најдам вана, јас ванени чорапи. Дзиври носам. Старите, да. Ама обавезно? Па, предпоставувам. За возрастни свет, да. Покрај облеката, во ледената зима граѓаните користат и различни топли напитоци, кои имаат влијание за да тие се стоплат. Па топло млеко со какао, топол чај, ритуалите ние што си ги имаме возрастните луѓе и така. Супи. Инаку дзиврите припаѓаат во групата на долна облека, која е позната по исклучително квалитетните материјали и изработката со врвен квалитет. Дзиврите се среќаваат во различни бои и истите имаат рендер на ногавиците. Се изработуваат од памучен материјал, кој обезбедува максимална удобност, пријатно чувство и топлина за време на носењето и практикувањето во ладната зима.